57-то издание на драмскиот аматерски фестивал во Кочани ќе почне на 6 септември, во предвечерието на денот на ослободувањето на градот. Представите ќе се играат во викендите во текот на целиот месец, како и во првиот викенд од октомври. Од управниот одбор на ДАФ информираа дека наместо кон крајот на мај, кога традиционално се одржуваше манифестацијата, по неколкумесечно одложување поради епидемијата од COVID-19, сепак одлучиле под мотото "Викај Ура" да ја организираат манифестацијата со почитување на сите протоколи за заштита и на учесниците и на публиката. Благодарение на заложбите и финансиската подршка што фестивалот ја доби од Советот на општина Кочани и Министерството за култура, и следејќи ги препораките на владата за организирање настани, ние, собранието на ДАФ, одлучивме дека ќе правиме фестивал и најавуваме одржување на традиционалниот ова година 57 поред. Ова година репертуарот е за половина намален во однос на претходните години, но тоа е разбирливо. На поголемиот број театарски аматерски ансамбли не им успеа да ги завршат своите започнати театарски представи, а тоа беше во периодот март-април, кога рестрикциите и мерките околу пандемијата беа во мощна построга форма од денес. А тоа е и периодот кога се поклопува со периодот за подготовка на представа за фестивалот. И ние ова година фестивалот наместо во утврдениот термин мај ќе го одржиме во повеќе викенд изведби. Тоа значи петок и сабота, за да немаме поголема концентрација на луѓе, публика, и следејќи ги протоколите, нели? Па ќе нагласам дека нема простор за импровизација со организирањето на кој било фестивал, најмалку на нашиот во Кочани, кој се надевам ќе донесе интересна програма и ќе ја врати културата после неколку месеци, можеби половина година. Овогодишниот ДАФ ќе се одржува на отворено, на споменикот на Слободата, во градскиот парк, во трговскиот центар и на други локации во градот. Покрај театарските представи, на ДАФ ќе има и придружна програма, во која е планирана вечер на љубовна поезија и концерт со акустична гитара и сликарска изведба во живо. Настап ќе имаат и членовите на афористичарската репрезентација на Македонија, а за најмладите ќе се одржи представа со марионети во градскиот парк. Организирањето на ДАФ и оваа година е со финансиска подршка од буџетот на општина Кочани и од Министерството за култура.